до скоро ги имавме овие, нели, до сега овие строги критериуми, меѓутоа сметам дека овие стандарди Евро 1 и Евро 2 значат многу повеќе, значи одат во прилог на чување на животната средина, бидејќи имат многу помала емисија на штетни гасови отколку старите возила со кои што во моментов се служат граѓаните на Република Македонија. Мислам дека исто така имаше обвинувања дека старите возила ќе влијат на трговскиот дефицит, дека немаат АБС кочници, и тоа не е така, бидејќи од 94 години и 92 па наваму сите коли кои што се произведуваат на европскиот пазар имаат АБС кочници, можеби немаат 5 пернички сигурностни или пак некој од нив ниедна, но сепак доволно е тоа што имаат АБС кочници наспроти возилата кои што во моментов ги имаме на улиците и на патиштата низ Република Македонија. За тоа дали ќе влијаат старите возила, увозот на старите возила на трговскиот дефицит, сигурно ќе си направат пресметки Министерство за финансии и Министерство за економија, меѓутоа јас лично како граѓанин и како пратеник сум убедена дека нема да имаме трговски дефицит. Единствен бенефит ќе имаме тоа што наместо луѓето да одат од други земји да земаат, да се снаоѓаат на најразновиден начин и да носат овде коли со туги таблички, ќе имаме наши возила и нема да бидат оптоварени граѓаните на Република Македонија со тоа дека зеле возила од други земји и на сосема друг недозволив начин се снаоѓаат за да може да возат возила, ефтини возила на нашите патишта, и од друга страна пак давачките, значи оние минимум давачки кои што ќе се определат ќе одат во државната каса, а нема да одат во другите земји, и тоа е, значи, повторно во прилог не на трговски дефицит, туку на собирање пари во буџетот на Република Македонија. Јас сум убедена дека оваа мерка, повторно ќе кажам, е во интерес на сите граѓани на Република Македонија, е во интерес на стопирање на процесот на зголемување од ден на ден на бројот на возила со туги регистарски таблички на територијата на Република Македонија, и затоа лично уште еднаш ќе го изразам задоволството што предизвика толку огромен интерес и во медиумите и во македонската јавност, и се надевам дека наскоро владата на Република Македонија ќе размисли за намалување на акцизите, бидејќи ако само се зголеми старосната граница, а не се намалат акцизите за возилата, тогаш овој процес што велам на внесување на возила од други земји, возење со регистарски таблички од други земји нема да се запре, бидејќи повторно ќе бидат скапи возилата. Значи, овој е комплексен процес на размислување на сите ресорни министерства и треба да се најде оптимумот за да може да биде во интерес на сите граѓани на Република Македонија оваа мерка. За сега благодарам и сме расположени после излагањето на колегите кои што се заедно со нас за одговор на вашите прашања. Благодарам. Благодарам, господја Бонева. Следна за обраќање господја Катерина Костаска. Таа е државен секретар во Министерството за економија на Република Македонија. Исто така директно е вклучена во донесувањето, моделирањето, обликувањето на овие мерки кои што се однесуваат на увоз на половните возила. Повелите, господја Костаска. Благодарам, Ѓурчев. Чест ми е јас да ви се обратам, да ве запознаам малку со легислативата и некои дилеми кои што се јавуваат во јавноста во последниве недела-две, да ги разјасниме за да имаме една целосна слика и целосна представа што значи воведувањето на стандардите Евро 1 и Евро 2 од аспект на усогласеноста со легислативата која што постои во Европската Унија. Би сакала да ви кажам дека во периодот од некаде октомври 2007 до јуни 2009 Министерството за економија во соработка со ГТЗ и други експерти од Машинскиот факултет пристапи кон изготвување и изработка на законот за возила.
Значи, за прв пат во Република Македонија, на крајот на 2008 декември, почетокот на 2009 се објави Законот за моторни возила, односно за возила, и подзаконските акти, тоа се 7 правилници, од кои што 2 се однесуваат конкретно за половните возила, тоа е правилникот за идентификација и правилникот за единечно одобрување. Значи, имаше еден период на прилагодување во текот на една година, беше потребно да се донесат сите тие подзаконски акти. Би сакала да ви кажам дека претходно во Република Македонија овој дел, оваа легислатива беше уредена со правилници од СФРЈ кои што беа изготвени во раните 80-ти години и тие беа во сила. Стандардот Евро 3, кој што сега е во сила во Република Македонија, е ад-хок решение кое што е прифатено без претходно некој да седне и да направи длабинска анализа за тоа колкав возен парк има во Република Македонија, колку од тие возила се со стандарди Евро 0, Евро 1, Евро 2, без тоа да се види колкава е потрошувачката моќ на граѓаните на Република Македонија, да се направат споредбени анализи, значи кои се предностите, а кои се негативните карактеристики за зголемување на тие стандарди и прифаќање обврска, како што знаете имаше една прифатена обврска дека во 2014, 2012, 2014 би се вовел стандардот Евро 4, кој што многу земји од Европската Унија го воведуваа многу полека, кој што за разлика од Република Македонија се економски многу појаки и посилни и имаат развиено доста добра автомобилска индустрија. Би сакала да кажам, односно да одговорам на едно прашање, дали со намалувањето на стандардите, значи Евро значи ниво на емисија, дали со намалувањето на стандардите од Евро 3 на Евро 1 и Евро 2 Република Македонија нема да биде усогласена во поглед на законодавството со законодавството на Европска Унија. Значи, ние сме комплетно усогласени со законодавството на Европска Унија, односно со директивите на Европската Унија, кои што го регулираат овој процес. Стандардите се уредуваат во 2 правилника, како подзаконски акти с прилог кон тие правилници. Тие се со ограничено, односно се во сила ограничен временски период. Евро 1 би бил 6 месеци, како што пратеничката Силвана Бонева се произнесе во Република Македонија, има доста возила кои што се со странски регистарски таблички, некаде над 40.000 такви возила, стапуваат во сила измените на уредбата за спроведување на царинскиот законник, што значи дека секој државјанин на Република Македонија или оној кој што го поседува ова возило, има двојно државјанство, ќе може тоа возило да го вози во Република Македонија само 6 месеци, а не како досега, значи 6 месеци престој, па еден излез, па повторно го возите. Значи, кумулативно 6 месеци може да престојува во Република Македонија со возилото. Тука, 6 месеци возилото мора да биде надвор од Република Македонија, согласно Истанбулската конвенција. Овие измени се објавени веќе во службен весник број 42/2009 година. И навистина, со овие измени, од аспект на тоа што има огромен број на граѓани на Република Македонија кои што заради висината на трошоците на овие возила, заради неможноста да набават возила, да си купат возило, беа приморани да вадат дури и државјанства, да се представуваат како граѓани од друга држава, за да може да дојдат до такво возило. Меѓутоа, ова ќе биде за нив проблем, што значи дека своето возило ќе може да го користат само 6 месеци. А за останатите 6 месеци мора да платат за да се складира на некој плац во државата, во Бугарија, доколку е набавено и така натака. Значи, Министерството пристапи кон една сеопсежна анализа, заедно со експерти од Машинскиот факултет. Ги разгледавме сите показатели кои одат кон тоа дека навистина Република Македонија има многу стар возен парк. Ако имате 300.000 возила, а од нив речи си 1/3 ви се возила со Евро 0, значи вие
Имате возен парк кој што на вистина